Секоја трагедија бара сочувство и одговорност и вистина, но не и линч. Правдата не се постигнува со улична пресуда, ниту една нација не е изградена со лов на вештерки. Ова е момент кога треба да го вратиме принципот на владење на правото, а не на владење на гневот. По трагедијата во Кочани, Македонија го живее најтешкиот период во својата понова историја, а во денови на жалост, наместо тишина, достоинство и почит, во јавноста се остава впечаток на координирана офанзива од одредени структури кои во минатото ја подкопуваа државата преку уличен активизам, маскиран како морална борба. За аналитичарот Александар Ристевски, протестите се демократска алатка на изразување незадоволство, се додека истите не бидат злоупотребени. Кога имате спонтани протести, обично искреноста кај истите е во првите 1, 2 или 3 појавување, доколку продолжат со една тенденција и една намера и трајат подолг процес, после веќе се гледа поентата на контролирање на истите. Протестите актуелни кои беа досега предизвикаа, да кажеме, ја разбудија јавноста. Сега само ќе видиме дали било каква форма на протести кои би се одржувале во иднина, би имале искрени намери или би биле заскриена некаква си политичка агенда со цел на дестабилизација на државата. Доколку има критична маса и реална заинтересираност, протестите за секогаш легитимно право на изразување на незадоволство. Да видиме на кој начин тоа некој ќе го стимулира или мотивира. Според Ристевски, протестите ќе бидат бадијала ако Македонија не изгради систем на вистински вредности, кои ќе му застанат на патот на 30 годишниот корумпиран и девастиран систем. Мислам дека ке власта, после актуелниве случувања кои беа и таа голема трагедија која ни се случи пред нецели 2 недели, мислам дека пораката е јасно сватена и дека се отвори еден широк фронт на решавање на проблемите. Инстант решенија не постојат. Не е важна жртвата, важна е агендата. Не можам веќе да молчам. Сестрата на Фросина Кулакова, која беше прегазена на партизанска, објави дека е крајно огорчена и вознемирена што нивното семејство се злоупотребува за нечии политички цели. На денот кога ја погребувавме Фросина, додека ние бевме избезумени од болка и тага, се одржаа првите протести. Ние, незините најблиски, немавме поим што се случува во надворешниот свет. Болката ни ги затвори очите и ушите. Тогаш од еден искрен, спонтан и народен крик на болка се појави нешто друго. Некој со болен ум, со туја трагедија, реши да си прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата која е следен. Веќе на вторите протести се почувствува дека нешто не е во ред. Протестот веќе не беше на народот. Имаше јасен организатор, агенда, насока. И таткото на Фросина, Тодор Кулаков, остро реагираше на обидите да се искористи нивната тага и смртта на неговата ќерка од иницијативата кој е следен. Политички глодари, политички некрофили. И дното е пробиено. Како семејство секојаш најостро ќе реагираме кога некој ќе се обиде да ја уништи нашата тага и смртта на детето Ангел Фросинче. Кога човек ќе се изгори еднаш на Жешко, потоа дува и на Матеница. Македонија еднаш беше фрлена на колена од шарената револуција, а последиците се чувствуваат до ден денес. Граѓаните уште ги паметат незините креатори кои подоцна дојдоа на власт и спроведоа насилие врз државата, народот и промена на името.